Добро утро, почитувани гледачи. Фактор здравје со ново издание. Кожата е најголемиот орган на телото, па секоја промена на кожата може да укаже на одредени недостатоци или здравствени проблеми, па затоа редовно треба да ја следиме секоја промена и навреме да реагираме. За црвенило во пределот на лицето и зошто се јавува, утрово разговараме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација Дерманова. Добро утро, доктор Верче, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов, благодарам на поканата. Така, во зимскиот период кожата знае да претрпи многубројни промени, изложена и на дворешните фактори. Зошто се јавува црвенилото на лицето и дали студеното време дополнително може да ја влоши ваквата состојба? Секако, кожата е нашиот интерфейс со околината, едноставно и првата заштитна бариера. Во текот на зимата е подложена на многу негативни влијанија од средината, почнувајќи од сувиот и студен воздух надвор, кој што многу често, особено во нашите зими, се со доста загаден воздух, така да има и други негативни влијанија од овие честички, загадувања и така натаму. Потоа внатре во затворено, најмногу го поминуваме времето во затворени затоплени простории, каде што повторно имаме сув воздух со една поинтензивна температура, сето тоа доведува до губење на водата во површните слоеви на кожата и на тој начин пресушување. Така да и нормална, да речам, кожа која што не е толку реактивна или нема друга проблематика, знае во зимата малку да се подзасуши, да биде реактивна, полесно да зацрвенува, особено ако подолго време останете на овие неповолни влијанија. Затоа се препорачува дури и во зимата, че особено во овие студени денови, да обрнеме поголемо внимание во однос на негата на кожата, да и помогнеме да се заштити од тие негативни влијанија. Бидејќи, како што реков, и нормалната здрава кожа е малку под еден удар, да речем, под тие негативни влијанија, а онаа кожа која веќе има некоја проблематика, значи ако веќе имаме одредено кожно заболување, од типот на себороичен, атопичен дерматит, розација, псоријаза, сите тие се влошуваат во овој период од годината, вклучувајќи ги јакните кои се исто така мощна честа проблематика. Некогаш некој може да рече да, сум го немал ова како промена на кожата, од каде сега произлезе или пак се појави. Така, тогаш може да се провоцира, да се тригерира, бидејќи знаеме на пример дека себорејата особено се влошува кога имаме ладно, многу студено и ветровито време. Исто така розацијата па од друга страна се влошува кога имаме студено време, значи нагли промени во температурата кога одиме од надвор на затворено, и секако сонцето кое иако е мощно студено, сепак знае да испровоцира реакција, особено кај пациентите кои што сметајќи дека во зима не треба да се користи заштитен фактор, тоа го занемаруваат и сонцето знае да доведе до влошување заедно со овие другите негативни фактори, до влошување на розацијата. Так. За атопијата исто така. Бидејќи тука имаме по дефолт една кожа која што и недостасува еден од заштитните слоеви, така да во овие услови доаѓа до зацрвенување, интензивна сувост и кај атопијата, што е интересно, јадежот е еден од кардиналните важните знаци. Така да во зимата најмногу треба да се обрне внимание на негата. Значи, можеби во лето да се помени и без некои специјални додатоци, креми, млека кои што по препорака најчесто ги земаме од аптека, меѓутоа зимскиот период треба да се обрне внимание на негата. Токму и за тоа ќе зборуваме, само да споменеме дека кога во лето е многу топло времето, се штитиме и бегаме од сонцето. Ама во вакви студени зимски денови, кога ќе не огрее сонце, така сакаме подолго време всушност да поминеме и повторно го изложуваме, така? Повторно ќе уживаме, меѓутоа сепак да има заштита кај лицата кои што имаат веќе некоја дерматоза која што може да се влоши. Постојат и така наречени заболувања кои што се и системски, а се манифестираат преку едно црвенило во лицевата регија, особено системскиот лупус, на пример, кој што дава еден пепероговиден раж, односно осип на централниот дел на лицето, на образите и на носот, што наликува на пеперука, исто така може да се и фактички најчесто е предизвикан од сончевите зраци, така да немојте да посегате веднаш по некоја помош од
од аптека, нели, за брзо смирување на црвенилото, секогаш консултирајте дерматолог, бидејќи грешката во дијагнозата или занемарување на одредено црвенило кое што може да е пролонгирано и придружено со дополнителни симптоми, може да укажува и на некое системско заболување, како лупусот, како дерматомиозитот, исто така и саркоидозата е еден од тие системски заболувања кои може да има и само локална форма, така да секогаш е важно, нели, добра дијагностика. Ако дијагнозата е добра, сите промени кои што ќе се јават на кожата и да си побараме соодветна консултација. Така, младите девојки знаат и нели може често со употреба на коректори, на мејкап, флуидни, нешто да прикријат така моментално. И да го пролонгираат, да го занемаруваат проблемот, што сепак не е во нивен интерес. Значи прво добра дијагностика, тоа е основно. За понатаму и терапијата да даде добри резултати. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, ве поканувам да се јавите, да поставите прашање и да добиете совет и препорака за проблемот со кожата кој што можеби во моментов го имате. За црвенилото во лицевата регија, утрово во Фактор здравје разговараме со доктор Верче Тодоровска, специјалист дерматовенеролог од специјалистичката ординација Дерманова. Споменавме, доктор Верче, и за причините, факторите кои што нели можат да доведат до црвенило и интензивирањето и влошувањето во зимскиот период. Може ли да го поделиме како краткотрајно, долготрајно или пак само на одреден дел на лицето или на целото лице? Зошто се јавува така? Краткотрајна обично е како една физиолошка реакција, бидејќи тука поради негативното влијание на надвршните фактори доаѓа до ширење на крвните садови во површните слоеви на кожата и тоа е нормален одбранбен механизам, така да кога од студено влегувате во затоплена просторија, секако дека ќе се појави некоја црвенило, меѓутоа и тоа е поизразено кај посветлите типови на кожа, кај што и повидливо било каква промена, и тоа е краткотрајно. Како ќе се адаптира нели кожата на температурата, ќе се повлече. Ако тоа продолжи, значи било какво црвенило кое што не се повлекува во еден краток временски период, туку продолжува и понатаму да перзистира и се повторува во одредени ситуации, треба сепак да се дијагностицира, да се направи консултација со дерматолог. Може да се јави само на образите, може да биде само на челото, може да се појави околу вегите, или воглавном е се во центрофацијалната регија. Да речеме, имаме и дерматит кој се јавува само на брадата, периоралниот дерматит, исто така знае да се појави во овие зимски месеци. Значи, поентата што е сите овие црвенила се многу слични едно со друго. Така да, само искусен дерматолог може да направи некоја дистинкција и секако со една темелна анамнеза, бидејќи одредени состојби на кожата се манифестираат и со промени на кожа и на други делови од телата, за разлика од, да речеме, розацијата и периоралниот дерматит, ги гледаме само на лицето. Значи, затоа таа анамнеза е можна битна, фамилиарна анамнеза, анамнеза за општата ситуација, за минати заболувања и така натаму. Значи, секогаш велиме половина дијагноза е во добрата анамнеза. А другата половина во последно време многу од голема помош ни е дермоскопскиот преглед. Значи, ова е еден рачен микроскоп кој што нуди до 10-кратно зголемување на структурите што ги гледаме на кожата и не само на кожата, туку и во првите слоеви, значи 1 до 2 милиметри. Значи со дермоскопот не само за откривање на тумори, карциноми на меланомот, затоа што нели најчесто и така велиме златен стандард. Така и почна. Тоа беше неговата примарна функција. Меѓутоа од пред 2-3 години, значи ова е сосема ново, се користи во дијагнозата на било какви заболувања на кожата. Значи, вклучувајќи ги овие фацијални дерматозити, бидејќи многу често имаме едно препокривање, значи многу слична симптоматологија помеѓу една себореа или да речеме розација, акни, па дури и овие системскиве заболувања некогаш знаат да имитираат. Имаме и дури и бактериски заболувања кои што знаат, па и паразитарни, да се манифестираат во лицевата регија, бидејќи се поретки или ако се
поинаку презентирани, да не помислиме на нив. Со помош на дермоскопот може да се видат, да се направи добра проценка на порите на кожата. Значи самата структура, во која состојба, каков е типот на крвните садови и дали има одредени сквами, односно лушпи кои што ни помагаат во поставувањето на мощна прецизна дијагноза. Така да може лесно да кажеме дали е нешто себореја или пак е екцема. Значи себороичниот дерматит и екцемата, односно атопичниот дерматит се исто така многу слични. Кај розацијата, на пример, имаме ситуации во кои што имаме намножен еден паразит, се вика демодекс. Тој може да се види со помош на овој дермоскоп со прегледот со сина светлина, значи UV преглед, кој што ни помага да ги визуализира тие мали, како да кажам, намножени и зголемени фоликули кои што се посматраат со ова големо зголемување и плюс флуоресцираат. На тој начин ќе можеме терапијата кај овој тип на розација или демодицидоза да ја насочиме во правилен со соодветна терапија. Значи да дадеме антипаразитарен лек. Не, бидејќи тоа се гледа само како едно црвенило и рапавост на кожата, некогаш и со мали сквами. Затоа може да алудира и на себореја, бидејќи таму имаме сквами, односно лушпи, мало перутање на кожата. На тој начин имаме правилна дијагностика, правилна терапија и секако ефектот нема да изостане. Од друга страна, дермоскопот ни помага и во следење на ефектите од терапијата. Значи, ако вие гледате што се случува во кожата со такво едно зголемување, ќе може да направите проценка дали тие демодексов во случај, дали се намалуваат, значи нивната концентрација ќе се намали со текот на терапијата и сосема ќе исчезнат. Истото тоа може да го направиме и за било која од овие други дерматози. Многу често има и бактериски инфекции или пак да речеме една тинеа фацијале која што е габична инфекција на кожата на лицето и е релативно ретка, меѓутоа некогаш знае да биде воопшто да не помислиме на нејзе. Со посебно флуоресцирање на тие сквами и промени на кожата предизвикани од тие, фактички тоа се инфективни агенси, ни помага да одиме во вистински правец. Исто ова може да се направи со земање на брисеви микробиолошки испитувања, меѓутоа вака е многу поедноставно и веднаш на лице место. Да се процени, да. Имаме гледач, да го слушнеме прашањето, па ќе продолжиме понатаму. Добро утро, повелете. Добро утро. Црвениво од колената на нозете ми се поели пред година и нешто. Докторот мој матечен ми даде за време Белоген. Некој да се мачкам, ме сврви под коленето, па шо заземам друго, може ли, а не ми поминува има година, дели више. А имам Белоген, земам. Така, ако е потребно дополнително нешто да кажете, доволно е. Да, ова што ни го кажавте, ви благодариме. Кај повозрастните лица, тоа црвенило, сувост и перутање и чешање на подколениците најчесто е поврзано со сувоста на кожата и намалена активност на лоните жлезди. Исто така и со намалената циркулација или пак одредени проблеми во циркулацијата. Така да е мощна честа проблематика. Постојат и некои ситуации во кои што одредена терапија која што хронично, редовно ја земаат повозрастните пациенти, знае да даде и одредени точкасти еритеми како пурпура ги велиме на таа регија. Меѓутоа тоа со помош и дермоскопот и во тоа ни помага во дистинкција дали се работи за пурпура, дали е васкулит или обичен стазен дерматит или само сувост. Има една состојба се вика екцема кракеле, кога кожата како распукана земја делува, значи едноставно претерана сувост. Првата работа по која што посегнуваат пациентите, па и некојаш евематичните, како што е во препорачуваат белогенот. Белогентот, односно кортикостероидна комбинација со антибиотик, која што секако ќе ги купира симптомите, ќе го намали чешањето, меѓутоа тоа е краткотрајно. Со постојано употреба на таква, тоа е високопотентен кортикостероид. И колку време смее да се користи тоа? Така, значи треба да се користи само под надзор на дерматолог. Значи дерматологот ќе направи точна дијагностика прво, потоа ќе даде соодветна терапија, ако треба и кортико, меѓутоа ќе го дозира соодветно, ќе даде дополнителни емолиенти или пак може многу ефикасно е кога правиме магистрални препарати кои што се персонализирани и строго наменети за
тој тип на пациент, за тој тип на кожа, за тој тип на проблем кој го гледате во моментот. Значи, магистралните препарати е една нивното припишување и употреба датира од почетоците на дерматологијата, меѓутоа секогаш е на прво место, за жал, се поретко се употребуваат, бидејќи имаме готови препарати, меѓутоа секогаш ефектот е многу по-добар, по-интензивен и побрз кога имате магистрален препарат во кој што ќе направите мешавина од најдобрите средства, лековити, но и средства кои што ја хидрираат и подпомагаат на кожата да се регенерира. Бидејќи вие не ја лекувате само со активната состојка, туку и подпомагате да заздрави. Така. Година и половина рече како е појавен проблемот, веројатно не е во интензитет постојано користена. Може ли нешто како во основа алтернативно, дополнително? Барем емолиенти, ако се работи за обичен сув дерматит заради возраста. Вака по телефон не знаеме како е дијагнозата и причината која била. Најобична некоја помасна крема која што ќе ја замасти кожата на тој дел, таа е многу нежна, тука и многу тенка, знаете, и најмалку лојни жлезди има во генерално, а плюс тоа сега, значи како што е поодмината возраста, лојните жлезди не ја подмачкуваат соодветно и многу лесно може да почне да чеша и да претходно да се пресуши тоа. Повторно имаме гледач. Добро утро, повелете. Ало? Да, ве слушаме. Добро утро. Поздрав во студиото. Ви благодариме. Со задоволство секој пат ја слушам докторката вече. Сакам да не за едно прашање да поставам. Ајде. Имам проблем, значи, уште од млади години, да речем од мои 30-40 години наваму, сега имам 70, кој ќе излезам надвор кога е вака суво студено, сув студ, значи, на целата површина на телото, кај што ми е оголено, да речеме, немам шалче на вратот, на лицето, на дланките, ако не носам ракавици, по телото, прво ми се јавуваат едни точки како со иглички избоцкани, почнуваат да ме чешат и ми прават нервоза. Кога ќе влезам во затворена просторија, значи се стануваат како точки поголеми, тврди, што продолжуваат да ме чешат и нормално постепено исчезнуваат. Али проблемот е, да речеме, ако јас сум подолго време изложена на ладна температура надвор, немам услови да влезам негде да се затопвам, дури и преку алиштата го чувствувам тоа, да речеме, по нозете, по целото тело. Значи, тие такви како алергиски реакции. Так, добро. Тоа ми трае подолго време, значи до сега не сум се советувала со никого, рачунам дека е пролазно е тоа ќе помине, него ама добро е советот докторката ако може. Так, и добро е да си направите еден преглед, а советот врз основа на ова што ни го кажавте ќе го слушнете. Ова најмногу наликува на една уртикарија е фригоре. Значи, еден вид алергиска реакција која што е потенцирана од ниска температура. Може да се јави како резултат на една вулнерабилност или фрагилност на капиларите во површните слоеви или пак одреден, значи, имунолошка една дисфункција, претерана хистаминска реакција како резултат на тие ниски температури, на кои што едноставно пациентката повеќе реагира. Во наши услови многу често тироидната функција знае да биде поврзана со вакви состојби. Мислам, во нашево поднебие е многу честа како проблематика, меѓутоа, ако се во ова, мислам, како и да е, треба да се направи еден убав преглед, добра анамнеза, одредени параметри биохемиски да се проверат, па дури да се види и за лекови кои што ги прима пациентката. Па и дерматологот може да ви укаже и да ви препорача каде следен преглед да направите, како што рековте, може би тироидната, така треба да се провери. Интересно е тоа што ако кај овие пациенти треба да се сега е таман времето студено, да дојде кога е активна состојбата, значи да се видат кога се манифестира, бидејќи и штом ке се затоплат, тие се губат. Така да се види точно каква е таа манифестација, има најразлични промени. Добро е што се губат комплетно, значи дефинитивно е индуцирано од студеното време, меѓутоа има одредени состојби кои што доведуваат до одредени промени во крвните садови, во крвта, одредени, како да кажам, микроелементи или протеини кои што знаат да направат проблем на студено време. И затоа треба да се направи една убава анамнеза и одредени дополнителни испитувања за да
точно знаеме да тоа е тоа и да видиме дали има, бидејќи некогаш тоа може да биде идиопатско без позната причина, меѓутоа може и да биде поврзано со некоја состојба во организмот. И затоа треба да се проследи. Така. Имаме повторно гледач на линија, интересот и овој пат е голем. Добро утро, повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Требувам да прашам, имам чести кератози на кожата, посебно на рацете и под лактицата, проследени со чешање. Одев на лекар со дермаскопија гледано, нема нешто малигно. Меѓутоа, откако ќе се направи кожичка корупка на кератозата, ќе падне и после известно време пак ќе се создаде. Меѓутоа, докторката кај што бев вели дека може да биде и од блоксан, кој што го потребувам веќе 12 години, а исто е од тироксатиридната жлеза. Значи, со тече назад е мачкано, упорно, меѓутоа ништо. Тоа ќе Не го помине постигнувате кое што ефектот. Така, да. Ви благодарам. Ви благодариме и ние вам за јавувањето. Еве, дермоскопот не е само да видиме дали има некаков тумор или пак има ризик или Било за каква вакво, промена значи, на малку кожата може да се подлабоко евалуира. да истражиме. Да, во случај, генерално, тироидната жлезда, незината дисфункција многу често оди со одредени промени на кожата, особено кај хипотиреозата, како што најверојатно кај пациентката, претерана сувост и правење на повеќе интензивна дескламација или лушпи. Тие лушпи, ако се наталожат една врз друга, може да направат и кератози. Сега треба да се види дали се тоа себороични кератози или се едноставно сквами поради претерана сувост на кожата. Со течниот азот може местимично, фокално да се третираат, меѓутоа во основа најважна е негата. Значи да се прекористат препарати на база на уреа, кои што во исто време ја хидрираат кожата и прават ексфолиација. И на тој начин ќе го успорат тој процес на наталожување на нови сквами. Тоа би го дополнително со оглед на ова кратка анамнеза. Така, да. И уште еден гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Ало, Добро утро, ве слушаме. Да не може да прашам докторката за имам масна кожа, што треба да користам. Добро. Користам сулфурен сапун скоро секој ден, по 2-3 пати се бијам на сабајле и ми се појавуваат пак маснотија до вечер, веќе ми излегува на кожата масна ми видува. Така. Добро, ви благодариме за јавувањето. Еве, ова е... Масната и комбинираната кожа побавно стареат. Да, тоа е една од предностите. Секој тип на кожа си има своји предности и мани, така? Да, пак од друга страна кожа може би нели кон црвени лакни и ред други Ама има и друга, нели, од другата страна, претерано лачење. Мислам дека кај пациентот кој што кај гледачот, значи можеби и претерана употреба на исушувачки средства како што е сулфурниот сапун, доколку многу често го користи, има ребаунд негативен ефект кога кожата е пресушена и вели многу е суво дај подмачкај и лојните жлези се реактивираат и повторно лачат. Значи можеби е тој некој врзан круг, а можеби самата кожа кај него е едноставно лојните жлези се хиперреактивни. Некогаш тоа може да биде дел од самата генетика од конституцијата, меѓутоа некогаш знае да биде и како нус ефект на одредена терапија или пак одредени други системски промени. Значи треба да се види дали е само една хиперсебореа или пак нешто друго е за тоа. Во основа препорачуваме нежни чистачи кај масните кожи, значи не нешто што претерано исушува, бидејќи тие луѓе сакаат после миењето буквално да крцка кожата, да биде сува. Меѓутоа тоа не е препорачливо. Кога ќе измиете кожата треба да биде мека на допир и како да кажам пријатно да се чувствува, да нема затегање, пецкање и да крцка кожата, што обично го бараат пациентите, бидејќи тоа значи дека е пресушена. И тогаш имаме ребаунд да повторно се подмачкува. Значи и секако крема која што е наменета за масна кожа. Значи имаме и креми кои што делуваат себорегулирачки. Со својот состав може да биде природен, може да биде синтетски, не е битно. Битно дека делуваат на себорегулација. Значи на некој начин ја собираат таа масноти и до негде смирувачки делуваат на лојните жлези да не е таа претерана секреција. Значи секоја кожа си бара нега. Значи дури и масната кожа која велиме нон-стоп е масна, не треба, не ми користи никаква крема, дури ми смета. Значи кај тие луѓе потребно е да се најде вистинската крема, бидејќи и масната кожа бара хидратација.
и себорегулација. Тоа може да се постигне, рековме, значи со начинот на секојдневна нега на кожата. Така, значи, никогаш кожата ни се презаситува презаситува ако долготрајно еден ист производ користиме, така, може и такво обично нешто да не е презаситување, обично сезоната се менува. сезоната, И тоа се ние го нели 3 поврзуваме на месеци погрешен отприлика, начин со. И тогаш треба да се прилагоди, Так. нели на новата сезона, еве како сега на пример, е многу суво, па да направиме некои промени во негата. Кај господинот реков, значи бидејќи за повозрастен се работи, колку не можам да проценам, значи тука може да се направи проценка дали е тоа генетика, дали од секогаш така или има некоја нова ситуација, дали е тоа од понов датум почнала хиперсекреција, бидејќи одредени невролошки состојби и одредени терапии можат да доведат до една хиперстимулација на лојните жлезди. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме понатаму со разговорот, останете со нас. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Верче, кога редовно ќе одиме на преглед со дермоскоп за да си ги провериме бенките, дерматологот треба малку една поопсежна анализа да направи, да земе се во предвид, па и некој проблем со кожата што го имаме, нели, да се доиследи, па целно да се употреби и терапија. Многу често всушност пациентите доаѓаат на пример за преглед на одредена состојба, еве на пример себорејата знае да се манифестира и во други регии на кожата, под пазувите, на градите, на грбот, препоните. Исто така и псоријазата ја гледаме на било кој дел од кожата на телото, така да дури и нели кога правам преглед за инфламаторни, велиме кожни заболувања, воспалителни, дермоскопот ми помага. Меѓутоа секој момент ние го велиме тоа опортун скрининг, го користиме кога ја прегледуваме кожата да ги прегледаме и пигментните промени, односно бемките, кои што пациентите така ги доживуваат, а може да бидат кератози или било што друго. Значи, дермоскопот може да направи дистинкција дури за нешто кое што пациентот воопшто не го ни забележал, особено ако е во почетен стадиум или пак е наречеме на недостапни така регии како што е грбот. Има одредени студии кои докажуваат дека само 30% од дерматолозите го прават овој опортун скрининг, а всушност дури 60% од пациентите кои се диагностицирани со рак на кожа, со овој најопасниот меланом, биле претходната година на преглед за некое кожно заболување, за кожна промена, за било каков проблем со кожата. Бидејќи кожата е огромен орган, значи нашиот најголем орган и постојано тука нешто се случува. Значи може да имате, не знам, од проблем со ноктите до проблем со косата, може да се јави промена на било кој дел од телото, дури и на мукозите, на оние делови кои што воопшто не се изложени на сонце, а да се најдат, да се детектираат овие можни опасни карциноми, особено меланомот. Например, последно што имав пациентка која што дојде да се пожали за промените на ноктите, што е многу популарно и често во последно време, поради некои дезинформации повеќе на интернет. Меѓутоа, тие нокти, тој преглед овозможи да се открие еден акрален меланом, значи меланом кој се јавува на стопалото, кој пациентката го доживуваше како една флека која не сека да се повлече, а ја имала со години. Значи, затоа големиот дел од нас не би забележале или не би посветиле многу внимание на таквата промена. Може би не слушнал како изгледа меланом во предел на стопало, што е всушност и не е толку ретко. Многу често тие промени се третираат и како брадавици, со крио, со хируршки третмани, без претходна дермоскопија, а всушност и на крај имаме несакани ситуации во кои што напреднат меланом веќе треба да се делува и со дополнителна терапија. Значи, секогаш точната диагноза е примарна за било какво заболување, кај кожата особено. Дермоскопот е една диагностичка алатка која многу ни помага, значи за било каква промена, и секогаш треба да се користи. Ние велиме нели тоа е нашиот стетоскоп. Како што ќе отидете кај матичниот или кај пулмологот, тој со стетоскопот веднаш ќе знае што се случува кај вас внатре. А ние пак со дермоскопот можеме да точно да прецизираме каков проблем со кожата имате, дали имате себореја, акне, розација, од така некои банални состојби што велиме, па до еден системски лупус, дерматомиозит или пак карцином на кожа кој што е и живото загрозувач. Така да. Имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Да. Едно комплексно прашање како да решам. Прво, прашањето ми е за некои израстоци како брадавици, кои што се паршунасти, вака растресени,
обично ми излегуваат на слепоочниците или на подлактиците. Кога ќе се обидам да ги протресам, некои спаѓаат, ама постојано се обновуваат. Прашањето ми е за нив што да правам, инаку да ве информирам дека имам и други проблеми, односно себореа на черепот и на подколенистите и папилони под мишките, така да тоа се подолгорочни, ама овие како брадавици што да им правам? Ставав на гарамицин, што ја знам, се обидував нешто без везе, ама тие повторно се јавуваат. Благодарам. Добро, ви благодариме за јавувањето. Значи, ако се работи за одреден вид на израстоци, пак дермоскопски се прегледуваат. Ако се папиломи или и брадавичести, така растресите што вели пациентов, може да се третираат и со обичен течен азот. Кај одредени состојби, например, кога имаме инсулин интолеранција или хиперинсулинемија, и може да се јават такви израстоци повеќе под пазувите на вратот кај предиспонирани лица. Себореата е независно во оваа ситуација, меѓутоа тоа е, велиме, и конституција. Едноставно луѓето имаат себороична кожа, која што повремено се влошува. Тоа не значи дека тие постојано треба да како да кажам, да биде таа себореја видлива на нивното лице. Значи може да се купира, може да се третира со соодветна нега. Кога е најлошо, да речеме во зимскиве денови или кога има некоја стресна ситуација или попикантно луто киселко како што е сега редот, значи може да се влоши. Алкохолот исто така влошува. Истото е и за розацијата до негде. Значи поентата е тригерите да се намалат, да се има добра нега вон од оние флерови или влошувања, а кога е најлошо да се отиде на дерматолог да се третира. И дерматологот не само што ќе ја смири состојбата во моментот, туку и ќе ве едуцира што да правите понатаму. Така, и со дермоскопот ќе се следи ефектот од терапијата, бидејќи е многу важно да ја постигнеме. Значи, често пати кај кожните проблеми, знаеме да речеме, долго време поминува, не постигнувам никакви резултати, состојбата е иста. Па тука е нели откажување, разочарување, едноставно човек вели за ова можеби и нема решение. Многу од тие црвенилата во лицева регија, како што разговараме, се преклопуваат. Например, имаме пациентка која што се лекувала за акни, а всушност има розација. Значи, во последно време не е само кај повозрастните жени, туку и кај помлади се јавува, за жал. Имаме појавена гнојарчиња. Гнојарчињата автоматски се поврзуваат со акни, но тоа не се акни. И сега вие на розациформен дерматит, кој е многу иритабилен, многу сув, чувствител на кожата, давате антиакне терапија, која што е исушувачка и иритабилна со овошни киселини, со ретиноиди, ќе направите голема грешка. И после тоа треба долго време за да тоа се стави во нормала. Така да. Доктор Верче, ви благодарам за гостувањето. Сакав само за крај да им честитам на гледачите согласно нели новогодишните празници и да ги поканам во Дерма Нова имаме предновогодишен попуст од 50%, слободно нека повелат за било какви проблеми со кожата со дермоскопски преглед. Така да. И да се грижиме да ја негуваме, посебно во зимскиот период. Ви благодарам уште еднаш. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.